Civil Media. Децата сака да одат у школа. Како да ги оставим у школа кога немаме кров на глава? Ни бајнати, ни облечени. Одат у фонтани, се бајнати доваѓат. Треба услови да имаш па да одат у школа. Ке одат со прљави ствари, ке одат прљави. После циганите не се чисти, ги пуштат прљави кога немаш услови. Како што гледате, значи детето ми се инфекцира, фати инфекција од комарците, немаме никакви услови, ни вода, ни свари, ни за јадење, ни сместување, ништо. Значи што ќе правам јас со 3500? Дали за мене, дали за децата, дали да им купам сега ова состојка како што живееме? Што ќе направам јас со 3500? Ако док да го земам јас социјалното, време има. Мора да идам у семафори, да просам, да идам по канти, да збирам, да идам да продадам, па да земам нешто за овие деца да јадат да пијат. Колку толку за едно леп, за нешто јадење ќе им вадам да им земам да јадат, ама за друго нешто не можам. 8 години по улици спијам. Кога е зима ме примат о пункт, кога е лето ме фрлат надвор. И кај ти идам ја? Каде? Не е наше народ крив, значи не е ни Анди Баран крив, значи државата не води како што треба. Нема ред на оваа Република Македонија. Каде? Уранка? Па што е уранка? Боли да си живееш надвор и да идеш да си земаш, да имаш некои 100 денари и да јадеш пубав овој леп. Таму што прават, ако е напомија тоа манџето. Тоа куќе да му даш нема да јаде. А овде у Чичино село пубаво. Подобре, како е Германија. Ние обечили, Чичино село, ние роми таму, одиме, не одиме. Бидејќи, таму има тврдоглави, ние сме тврдоглави, не може да поминуваме добро. Што заработуваме? Од Копривин? Нема заработка, туку лажи да излеземе од дома да продаеме нешто и така. Све нешто ќе има, ето, нешто ќе земиш, нешто ќе си купиш, ќе продадеш. Това е бедушко. Пензиичка, зима да... Имам пензиичка. Имам, работев тука од 26. Ама деца, доволно, не имам, 12.000 шусе. 12.000 вечиња, внучиња. Тешко е. Само види, мирно да е времето да живеат децата. Само моето што ми отиде 2001. Тоа е тешко. Друго, колку имаме толку. Не сакам повеќе. Да имам колку да си преживееш. Тоа е животот. Нема да има што да крадиме. Ние не заработуваме толку за да може дури и да крадиме. Затоа сме гладни, затоа јадеме. Што јадеме? Ништо не јадеме. Гладни сме. Гимназијата 2 термини одби, бидејќи на едниот термин директорот е на службен пат, на другиот термин адвокатот е на годишен одмор, на пат, на зимување. На закажаното рочиште директорот не дојде, затоа што не знаел дека ќе се одржи главна расправа и повторно е презакажано за април месец. Како живеете сега? Па, многу тешко, меѓутоа за среќа имам роднини кои ми излегуваат во пресрет. Тешко е, една шума на препреки имаме ние. А кога збориме препреки, да не зборуваме кој? Шума на билборди, на коли, на шахти, на дупки, отворени на необележани пешачки премини. Значи, ништо не е овозможено. Јас, што гледам, ќе паднам, а камоли тоа дете. Многу е тешко, многу се големи предизвиците за ваквите случаеви, ама ние сме упорни и пред се упорноста на Виктор дека сака и има преголема желба да се образува и тоа му донесува него голем успех.
Çilek değil beden oldu, ciğer değil beden oldu, beden oldu. Социјална правда? Нема социјална правда. Правда. Нема социјална правда. Македонија има дрска и безобразна узурпација на јавниот простор. Не може да се почитува кога нема суд кој ќе одлучува за проблемите на работниците. А не мислим дека има социјална правда. Нема. Иначе не има. Деца сам у Германија, по Америка. Нема ништо правда. Никако нема, тоа е. Социјална правда, дали имаш социјално ти или немаш? Имам, ја све имам. Имаш, ма спазаори. Има, ја имам. Нема социјална, нука. Каква социјална правда, кога нема правда? Па нема социјална правда. Умрета рободичката класа веќе. Умрета, знаеш што значи? Е тоа. Ние живееме у лага, така да му кажеш на младите. Моите деца, за жал, не знаат ни дојден каде, ни Охрид, не се заминати на одмор. Ние идеме на пропад. Каква социјална правда, не гледате мртов градови. Народ одлучува. Веќе десетина години има проблем со дива депонија, која за жал се наоѓа на километар воздушна линија од центарот на градот, буквално од овде каде што стоиме сега. Ограничувано е правото на штрајк, правото на слободно организирање синдикално. Голем дел од граѓаните на Македонија немаат можност да ги задоволат своите најосновни потреби. Мислите на социјалната неправда? Социјална правда? Неправда е тоа. Дали воопшто ќе се сетите на името и презимето на било кој министар за животна средина во изминатите 25 години? И јасно е колку е развиена екологијата, бидејќи на никој нема да се сетите. 185.000 македонци живеат со 2 евра дневно. Ромската етничка заедница е најранливата етничка заедница во Република Македонија. Систематски преглед на работниците беше заклучено дека 80% од работниците во текстилната индустрија се болни граѓани. Тетова нука транспорт публик. Ниту мизерно, помалку од мизерно. Помизерно нема хаде. Мизерно. Друго нема, мизерно само. Пи вода и уживај и чекај да умреш. Се, по секој дел да седне на стол и не те баваш. И оволи го ние тераме живото. Цивил медија